Почитувани учесници, почитувана амбасадорка Чаушевска Димов, почитувана публико, ми представува особено задоволство што оваа година Светскиот ден на поезијата, 21 март, го одбележуваме во седиштето на УНЕСКО, нашиот заеднички дом на културата со ширум отворени врати за народите од целиот свет. Би сакала да ја изразам особена благодарност на генералната директорка на УНЕСКО, господјата Одре Азуле, за сесрдното гостопримство, како и на секретаријатот на организацијата за безпрекорните подготовки на овој културен настан што поезијата ја поставува на пиедесталот што го заслужува. 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески е запишана во календарот на значајни јубилеи поддржани од УНЕСКО во 2020 и 2021 година. Тоа е признание не само за неговиот удел во културната изградба на нашата земја, туку и за улогата што поетскиот збор ја игра во денешниот свет. Затоа, ова денешно чествување на Блаже Конески представува омаж на универзалните дострели на поезијата и на јазичната разноликост во светот. Неслучајно, неговите песни, денес во УНЕСКО, не ги слушнавме само на македонски, туку и на други јазици. Поетскиот збор не познава граници, од кој да е вид и не смее да познава. Драги пријатели, Генералното собрание на Обединетите нации ја прогласи 2021 за Меѓународна година на мирот и довербата, со цел да ги мобилизира напорите на меѓународната заедница да се обезбеди траен мир, солидарност и хармонија. Со националната иницијатива 2021 година во чест на Блаже Конески, Република Северна Македонија се приклучува кон оваа меѓународна година што се одбележува во целиот свет. Мирот и довербата се стожерите на поетската и на научната дејност на Блаже Конески. Неговото монументално дело ги инкарнира овие длабоко хуманистички идеали.